Добро утро, драги гледачи. Време е за редовната алфа анализа. Денес мој гостин е Ивон Величковски. Добро утро, Ивон. Добар ден. Иницијатор на Движењето за нова република. Ивон, вие не сте од мејнстримот политичари, интересна колумна на вашиот Фейсбук деновиве 8, би рекол, доста провокативна, излегува од рамките на она што стандардните политички партии и конзервативните и од левиот блок се држат до главните политички и економски прашања во Македонија, а тоа пред се мислам на најактуелното пописот, секако тука е прашањето за корупцијата, евроинтеграциите, скандалите со НАТО, безбедносните сертификати и така натаму. Тие два блока, овие прашања ги гледаат со своја диоптрија, а еве вие излеговте со навистина провокативни ставови, излегуваат од оваа рамка. Значи, пописот е прво шанса за да видиме реално кои сме и што сме. И од тука еве да почнеме со твоето објаснување. Јас не знам зошто ние бисме се плашеле од бројките и од самиот, како да кажем, процес на пописот. Забележувавме една тенденција, таа е внатрешно политичката тенденција. Мислам дека суптилно Заев ја иницираше, па на неа се надогради опозицијата. Забележувавме една суптилна тенденција да се започне прво со тоа колку се албанците. Па еден лицитира волкава бројка, толкава бројка. После делот колку се македонците, почна толкава бројка, нели 70, 80, 60%. И никој всушност не продолжи натаму да лицитира со бројки, кога всушност се постави она мачно прашање, нели? Или настане еден мачен мол, како што велам во таа колумна, кога се постави прашањето колку всушност има и други, или колку всушност има. Сакате од оние заедници кои што се попишани во или напишани во преамбулата, сакате за другите заедници да зборуваме за бугари, хрвати, словенци кои што овде живеат од претходно, но во основа е прашањето за бројот на бугарите во Македонија. Так. И затоа мислам дека што порано го отвориме овој процес, значи што порано завршиме со статистичката операција, толку помал притисок ќе има во јавноста и толку полесно ќе се пристапи кон следните предизвици. Бидејќи овој предизвик што сега го создаваме е предизвик само, или што се идентификува како предизвик, е предизвик само за политичката елита или за политичките елити, за власта и за опозицијата. Надвор од тоа луѓето не верувам дека ги споделуваат нивните мисли. Таа цифра на таа игра со бројки или лицитирање со бројки е за жал уште од почетокот на независноста од 90-тите, 91-а и натака. И ете се наметна токму тоа прашање етноцентристичко или прашање кое етнички после 30 години, за албанците. После 30 години јас би го поставил прашањето на самоувереноста на македонците. Јас од тука и сакам да испратам истата порака што сум испратил на секое гостување и тука и во други емисии и во други куќи. Едноставно ние немаме од што да се чувствуваме хендикепирани и немаме зошто да тргнуваме априори од позиција дека имаме некаква слабост. Ние имаме многу слабости во поимање на нешта, во економија, во функционирање на институции, но тоа не значи дека ако ги согледаме дека нема да ги коригираме. Ама да не тргнуваме од тоа дека сме во потчината позиција према било кого дома или према било кого надвор. И во исто време да престанеме со една диоптрија македонска на 24 милиона држава и да се каже, дечки, до тука еве, чекајте. Тај да видиме колку сме ние, што сме, како што велеше нели Гане Тодоровски, колку сме, толку сме, токму сме, и да си започнеме од тука да го градиме, да го проектираме својот пат кон она што значи иднина и кон она што и сегашност. Оваа статистичка операција која се подготвува, токму тоа треба да го каже. Каде сме промашиле и каде не треба во иднина да промашуваме. Се согласувам во целост дека тоа е целта на статистичката операција, но да тргнеме на целите на политичката операција. Таа беше едно перманентно, како да кажем, на српски ниподиштавање. Сега, веројатно во македонскиот би рекле само закочување или само обезвреднување, затоа што македонците сами си поставуваат рамки и сами го поставуваат тоа како, не знам дали да тргнеме во делот на идентитетските прашања. Знаеме кои не сме, знаеме како тоа генерира и сега ние се обидуваме да докажуваме, да морализираме кон соседите.
Кон Бугарија едно, кон Албанија друго, кон Србија трето, кон Грција четврто. Значи, едноставно да сватиме дека процесот не зависи од нашето морализирање врз основа на перцепција на политика во изминатите 30 години заснувана на 24 милиона. Таа е завршена пред 30 години федерација, нема зашто да се гледа така. Така, меѓутоа, таа приказна, речи си е завршена затоа што има процеси кои уште не се завршени, како сукцесијата и така натаму. Може Тоа не се економски и правни процеси. Државата е престаната да постои пред 30 години. Точно е тоа. Таа е умрена држава, меѓутоа, еве сега што е интересно. Во еден попис, да речеме во првиот попис, србите, од таа 24 милионска држава, србите излегува многу малку. Овде дури се чудеа како е можно толку малку срби да има во оваа Македонија. Потоа, настрана цифрите со етничките албанци. Потоа едно време, кога беше Дора Бакојани, министерка за надворешни работи, го постави во парламентот прашањето што правиме со грците во Македонија, односно во Фиром, тогаш како што они не нарекува. За сега повторно некој да ни отвори една Пандорина кутија, наречена Бугарите во Македонија. А ти токму тука удараш во твојата колумна. И за тие, фамозни, велат 150.000 државјанства, ја не знам колку се државјанства извадени, но сепак станува збор за пасоши, но луѓе кои имаат двојни државјанства. Добро, во ред. Што е само продолжување натаму да се влегува во реторика на анти. Нема толку, има толку. Нема толку, има толку. Значи, верувајте, луѓето се заморени, значи во Македонија луѓето се заморени од таа политика. Се извинувам. Знаете, ќе излезе Каракачанов, ќе каже нешто. Сите така. Кои? Мејнстрим медиумите? Мејнстрим ботовите на социјалните мрежи? Толку. Обичниот македонец, ама не се замараме со тие изјави. Зошто? Затоа што има министер кој што е платен за тоа да одговори, а тука да сечеме вени за тоа кој како сакал таму да каже во Бугарија, во Грција претходно и слично. Ние имаме линии по кои што државата мора да се движи. Не ни е пријатно. Има и луѓе кај нас кои што знаеме, значи сите во Македонија колку пати се слушало. Албанци, шиптари, бугари, татари, грци, цигани. Значи тоа биле навреди кои што целно биле упатувани. Исто и кон нас биле упатувани навреди. Не постоите, вакви сте, такви сте. Но тоа не е одраз на културата на македонците или на општо нарацијата во Македонија. Тоа е одраз на култура или нарација на ботови на социјални мрежи и на неостварени политичари. Јас затоа сега ќе ве вратам на една сосема друга тема. Зошто Македонија во моментов е во политичка изолација? Раководството на државата, функционерите се во политичка изолација. За да излезе Заев од Македонија мора со Османи да отиде во Брисел или истото да го стори Димитров. Каков е пристапот кон Пендаровски? Тие се сите во една санитарна изолација. Зошто? Затоа што таа беше нивната цел да го наметне таквиот вординг. Тој вординг веќе не минува. И ние веќе мора да преминеме, значи ова беа политички, социјалните прашања. Значи, Бујар Османи кога им вели мораме да ја напуштиме старата реторика, мисли токму на ова дека Заев, Пендаровски, другава политичка номенклатура се веќе за во историски плакар да се стави. Предпоставувам, не можам да знам што мисли Османи, но предпоставувам дека тука постои некоја... Ама таа е твојата линија, таа е линијата на политичката логика. За жалов дека политичките елити сакаат да го затворат прашањето како да се гледа на нештото и да се држиме до тоа што е до сега. Не, тоа веќе не проаѓа и ако на сите не има јасно, еве сега да кажеме раносабајлечки, понеделнички. Да го кажеме, бидејќи интересно. Дали професорот Владо Бучковски е поштар на Заев или суштински преговарач во Професорот Владо Бучковски ја доби пораката, како и Љупчо Георгиевски пред него, дечки, тој што те праќа има проблем. А ти, како што си теаш, така продолжи си. Зошто е тоа така? Затоа што се препознаваат сите оние играчи овдека, кај нас, кои што едноставно сметаат дека доколку го направиме потребниот исчекор, ја губат политичката основа. Ајде, повторно да ви фрлам друго прашање. Која е диоптријата за Монструм? За случајот Монструм, болен случај. Каква е диоптријата? Иста онаа која што беше политички злоупотребувачка. Зошто? Затоа што во еден процес во кој што имате жртви македонци, обвинети албанци, обвинители албанци, одбрана албанци. Ние доаѓаме до прашање во кое што сега го поставуваме што постигнуваме
со ваков процес кој што се повторува и кој ќе даде пресуда, што јас еве за мене овде кажу, однапред на вистина не можам да не кажам дека се сомневам, каква и да биде. Имате процес кој што е оптеретен, искористен од Заев и Пендаровски за доаѓање до власт. Потоа роднини, сведоци велат тие ни кажа Ни ова, ветија, ова ни и ова. кажа вакви информации. А јасни Тоа е- алузии со бомбите. Значи тоа е изживување со политичко изживување со човечки судбини, со човечки животи, со згаснати човечки животи. И утре ќе се случи да и македонци и албанци. Еве јас имам перцепција дека треба да се сомневаме во таа пресуда, каква и да биде. Што ќе имаме во тоа? Уште поподелено општество. Ние влегуваме во атмосфера на после Гостивар 97 година. Не знам дали сте свесни. Или да престанеме со таквата политика, или да продолжи натаму и да се удриме уште еднаш во зид. Затоа овие провокации кои што ги упатив, тоа не се провокации, тоа се мои констатации на моите соработници. Затоа ова движење за нова република, доколку сум сакал да продолжам по старата игра и држ се до Заев, ќе сум останал кај што сум бил. Не, сега велам ова мора да се направи или ќе одиме во бестрага уште еднаш. Ќе ве вратам на уште две прашања, или ќе ги нафрлам. Кога пред 10 години зборував за тоа како нас ни треба да имаме државна стратегија во спорот со Грција, бев исмеан во собранието, надгласан од тогашната власт, саботиран од тогашната опозиција. Денеска се сменети улогите. Денеска повторно велам, Македонија мора да има државна позиција и стратегија во однос на спорот со Бугарија. Бидејќи вака се што се тера, се само партиски спорови на СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и слично, со земја, која има свој став. Предходно беше Грција, сега е Бугарија. Па гледаме дека Ова е Бугарија држава- не е оставена на пуст остров во Европската унија. Не само тоа, Официјално наидува на големо имаат, разбирање да, во имаат Европската разбирање унија и за- она што овдека само опозицијските медиуми практично го покажуваат е дека нивните позиции наидуваат на разбирање. И сега ќе се фалиме со тоа, леле дошла БНТ ќе се гледа во Македонија. Еве да кажем, многу од гледачите знаат, БНТ се гледа во Македонија веќе со години, со доплата имаат на еден овој оператор. Па јас кога имав порано А1, јас ја гледав во нормалниот пакет БНТ. Еве сега било со доплата. Покрај музичките Значи, канали. ние што имаме од овде, или имаме договор, МТВ ќе се реемитува таму јавниот сервис. Значи ние сме биле нели на скијање, сме оделе наваму, сите знаеме ќе отидеме ќе пуштиме како се вика каналите кај на нивните кабловски ламарата. Значи тука нема некакво откровение, се глуми дека се доаѓа до нешто ново. Друго е прашањето, значи колку естаблишментот сака да остане на линија на тоа кое што било реторика. Јас ги разбирам, естаблишментот мора, бидејќи така станал естаблишмент, така ги штити своите позиции, така ги штити своите привилегии. Но тоа, сака или ние или не, се крши. Од таа изолација наваму, таа јасна е пораката дека тоа се крши веќе. Да, има една работа која Прванов ја кажа вчера или завчера во интервју, вели никогаш не биле полоши односите меѓу Македонија и Бугарија, а за да имаш такви лоши односи, сигурно треба да се и двајцата криви, негде е утнали едните и другите, тука тоа е факт, Иван. Ние мораме да ја гледаме работата што ние можеме да ја коригираме. Дали ние сме тргнали да гледаме статистички во исполнувањето на договорот, тоа е исполнето, или сме тргнале да се држиме до исполнување на договорот според словото на потпишаното и духот на договараното. И тука доаѓаме до интересното прашање, дали се што е договарано е напишано или постојат други опашки меѓу преговарачите на напишаното. Тоа е најголемото Затоа прашање. зборуваме дека мора да имаме собраниско соочување. Ајде да одиме на уште една тема која што таму е загатнува. И повторно морам да кажам дека е многу битна. Додека не беше направен напор да во Македонија се збори за прашањето на добиените, односно недобиените безбедносни сертификати, сите овдека дремеа готово во НАТО сме. Па не сме двајцата баш кандидати очигледно беа и толку- промовирани јавно и се зборуваше за нив и Значи така не сме натаму, толку тоа е. ние биле НАТО колку што сме сакале да се прикажеме, или колку што тие елите сакале да се прикажат, затоа што власта пред се зборувам, но тука е споделена одговорност секогаш и со опозицијата. Морала да знае дека ако година дена не ти враќаат одговор, дечки нешто не оди работата. Значи вие година дена чекате и инсистирате на истите кадри, кои што со молкот што вие кажам, едноставно не се издаваат безбедносни сертификати, дипломатски ви се кажува тие не ви се кадри за тука. Потоа дојде уште 4. Јас сум убеден дека бројката ќе се зголемува.
Значи, зошто не ги отвориме работите до крај? Не е проблемот во тоа што ние зборуваме за толку или толку имаме безбедносни бричови на англиски, прекршувања, надминување. Во секоја држава што влегла во НАТО се случило тоа. Па ти дури велиш дека Фрчковски може да биде новиот Секуловски, на овој пат на Пендаровски. Да, тоа го кажувам во статус, затоа што едноставно забележувате ли каква е сега, каква е реториката на Америка кон нас во овој период. Значи пред нас е она што е најклучно и ги молам тука и граѓаните и политичките елити. Пред нас е кус период на доаѓањето на Бајден и на предзаменувањето на Меркел. Во тој кус период цел регион, цел свет да не кажам, цел континент се подесува така што се сетира така што оди кон користење на периодот каде што може да се создаде синергија меѓу Европската унија и особено Германија и Соединетите Американски држави сега по завршувањето на трампистичката ера. Само во Македонија се прави се што може тоа да не се спомне, а не пак да се искористи. Нема да имаме многу прилики. Немаме многу време. Часовникот чука. Сега е време за нашата надворешна политика да го искористи овој мал прозорец на можности што се отвара до септември. Од септември натаму следни процеси доаѓаат. Па да, гледаме на пример како дипломатијата на Србија е растрчена по нивните најважни прашања. Вучич стигна до Макрон, има заеднички разговори, има писмо испратено, честитка од Бајден, па вратение на честитката со некои забелешки, се игра таа игра, бугарите исто добија пораки. Значи, за тоа време во Македонија имаме рефус, затоа велам политика, собери малку од Гоце, собери малку опозиција, собери малку власт, собери 5-6 тендери и тука завршува политиката. Рефус политика, рефус нација. Да не си играме, имаме премногу предизвици, да не си ги создаваме самите. Еве го, ми се чини ова е клучната поента, Ивон, што ја кажуваш. Значи имаме периоди на бранковизам, периоди на груевизам, период на заевизам, кој еве полека и тој заминува и доаѓа според твојата анализа или твојот тим што сте го работеле, период на новиот македонизам или неомакедонизмот. Тоа е неконфликтниот македонизам. Да. Тоа е неконфликтниот. Се извинувам, Не, тоа е поентата. Кој е тој нов македонизам? Дали го врзуваш стриктно за Северна Македонија, сега што треба да произлези и како идентитет и како, не знам, конструкција и така натаму? Северна Македонија, сакале ние да си признаеме или не, е реалност. И тука опозицијата нема вина, ама таа е работата. И дали е вина или не, ќе цени историјата. Сега ќе ценат гласачите најпрва, потоа ќе цени историјата. Неомакедонизмот е движење кое што е автохтоно и правец на развој кој што е автохтон за Македонија и за македонците. И тоа е различно од југомакедонизмот или од оној убер-македонизам, затоа го дефинираме како таков. Што е југомакедонизмот? Користење на македонизмот на македонците како тампон зона, една голема полициска сакате станица, воен гарнизон, гранична зона, каде македонците се антагонизираат. Внатре со албанците, со турците, надвор со бугарите, грците, повторно со албанците. И таа антагонизација ги држи, или не држи нас, перманентно во состојба на зависност. Некој од Белград да не чува, или, што сега веќе викаат сите дечки, дај бркајте си работата, си имаме ние своја работа, што не мешате, или цело време чекаме како големите сили нешто ќе ни направат. Не бе големите сили, сме влегле заедно со нив, сме во НАТО. Ослободете се, луѓе. Ние побезбедни никогаш не сме биле. Ама поподелени внатрешно, тоа самите сме си го создале, не НАТО. Затоа тој неомакедонизам не е конфликтен со другите и не е конфликтен, нема за цел да создаде конфликти меѓу македонците. Бидејќи конфликтите меѓу македонците се создадени за службени потреби. Идентитет бил граден, повторно ќе кажам, за службени потреби. Македонизмот бил користен контра некого. Не, ние зборуваме за македонизам, за нов македонизам, кој не е конструкт на некоја друга престолнина, туку на Скопје, и тој е конструкт кој што има за цел културно, економско, општествено напредување на македонците, кои тогаш стануваат компетитивни. И се враќам на почетокот, ние сме цело време уплашени од нешто. Нема потреба да се плашиме. Имаме самодоверба, онолку колку што сме свесни за својот квалитет. Затоа ова порака е позитивна што ја праќам.
И понеделнички ја праќам луѓето малку да слушнат нешто малку по, не мора да речем визионерски, но малку по-реално и малку по-смирувачки. Добро. Оваа теза за, нели, може би некој ќе рече тоа се југоносталгичари, меѓутоа станува збор за многу покомплексна. Да, и затоа сме во конфликт. Да, покомплексна е таа матрица. Некои ја велат панславизмот, значи Македонија беше ставена токму во таа матрица на панславизмот. Точно преку југословенството како балканска форма на панславизмот. Јас би го нарекол тоа малце попрецизно, дека сепак тоа беше повеќе удбашка работа, удбашка политика, односно центарот беше во Белград и можеби и ден денес се тоа југословенство од кое што денеска и Белград бега е создадено уште на почетокот на 20-тиот век и пред удба. Или еве како што вели мене Милјаковац дедиње, имата политика преку тајни структури. Сега доаѓам и до на друго, но Убер Macedoniше, значи збогум на панмакедонизмот или на античката хеленистичка оставштина, значи со Преспанскиот договор. Тоа е факт, со Преспанскиот договор тој што потпишал и тоа го напишал практично, рекол така ќе биде, што е, не знам, можеби една од природните корења се сечат, според мене, тука јас не би ја напуштил таа идеја, дефинитивно, но еве сега доаѓаме во нова фаза и требат нови лидери за ова, мене ми личи на нова утопија практично. Неомакедонизмот доста утописки ми така го разбирам, како една убава фина работа која не знам како ќе помине, еве треба лидери за тоа. Да, таа е пракса. И треба лидери, но не е онај лидер како да го наречам авторитарен. Треба лидери соработници кои што своите соработници ги водат надвор, ги влечат напред. И повеќе собрани такви групи создаваат флуид. Затоа што да, неомакедонизмот е во судир со убермакедонизмот, бидејќи да, не веруваме дека не знам, многу имаме големо фајде да се конструираме во наследници на Пердики, Аминти и така натаму, бидејќи со тоа си ги подриваме словенските корени, си ја подриваме сопственото национално идентификување. Заради тоа македонците им нудиме да се огледаат дека нема потреба од самосожалување, ниту има потреба од абстрахирање од реалноста, ниту дека има потреба од конфликтност. Едноставно, нашата вредност, нашата можност на пазарот да изфрлиме производи, нашата можност да бидеме конкурентни во земјата, во регионот, на континентот и поширок, создавањето на економска база, создавањето на образовна база, а не со овие, како да ги наречам, така наречени реформи кои што се водат во образованието, не со целосно подривање на институциите и системот, не со нивно ставање во функција на тендерски интереси на пар поединци. Така е, меѓутоа, Иван, за да фати неомакедонизмот, како што го нарекуваш, за да фати корен, за да почне тој да се развива, треба од корен да се сменат многу работи, меѓу другите и образовниот систем. Секако. А зашто сме ние тука? Значи, ние не сме овдека само за да ги констатираме убавите работи. Тие обично се знаете на секоја доаѓање на некоја влада, тие се првите 3 месеци, медените месеци. Нема, тоа е фарса, тоа е лага. Значи, ние мораме да седнеме и да се огледаме што све сме промашиле во овие 30 години. Подривањето на сопствениот идентитет започнува во моментот, како го спомнувам груевизмот, започнува во моментот на форсирање на, сакате, проекти градежни, сакате на образовни проекти. И зашто бегавме од тоа да си кажеме, да еве, нашето словенско потекло не е ништо срамно, гледам дека не е срамно ни за словените, сакате во Источна Европа, сакате во Централна Европа, сакате на Балканот. Немаме потреба да се срамиме од нешто. Едноставно доаѓаме до фазата кога треба да се соочиме. Што сме сгрешиле, да си кажеме сме сгрешиле. Што сме сгрешиле кон другите? Сме сгрешиле кон другите, што ни сгрешиле, исто така да го констатираме тоа. Но ние не можеме да се водиме од тоа само какви грешки сме правиле, туку да ги извлечеме пуките да не ги направиме повторно. Затоа тоа е тој неомакедонизам кој дава нов дух. Но јас не сакам сега да зборувам за балони. Јас сакам да зборувам како тој практично треба да се одрази. Низ институции кои што ќе се види каква е нивната бројка, каква е нивната оперативност, кој е составот внатре. Вие денеска може да имате во било која институција поголем број на вработени, кога што има, како да кажам, вработени во некаква фирма производна. Така е во фабриките.
Сакате одржлива држава или сакаме држава која што ќе чека донации? Веднаш да ве предупредам. Влеговме во НАТО, заврши тоа молјакањето наваму натаму. Нашиот влез во НАТО е за да имаме безбедноста. Нема веќе потреба да добиваме донации, немаме потреба да создаваме, да креираме работни места низ инвестиции. Нас таква влада сега ќе ни треба. Ова влада е завршена. Забележувате во каква изолација, забележувате, јас ги забележувам, еве, обидите на Заев да се конструира низ Конгрес да создаде внатрешна кохезија во партијата. Завршено му е тоа. Нема потреба да се оптеретуваме со тие прашања. Да. Тоа е очигледно. Факт е дека никој не сака да има работа со една влада која е, да речеме, високо рангирана по корупција и по лоши Владата работи. ни е изолирана. Да не дозволуваме државата да ни остане подолго време, веќе 6 месеци во прашање. Што се пораките со перцепција на корупција? Така е. Тоа не е порака, тоа е факт. И се кажува, луѓе, преземете ги работите. Што се пораките на американската амбасадорка? Имате различни стандарди за правда. Значи, тоа е, како да кажам, македонизмот или неомакедонизмот за кој зборувавме. Не се празни флоскули. Како да им донесете правда на своите граѓани, како да имате правосудство кое што функционира. И ќе ги кажам спротивностите. И можеме да зборуваме за тоа во делот на Монструм. Имате унисона согласност на сите медиуми. Тука има донесена, ќе биде донесена пресуда врз една јасна транспарентна постапка, која се повторува со исти докази, која нема да донесе решение beyond reasonable doubt. Во исто време зборуваме назад, да се вратам, како можеме ние да зборуваме за тоа какво е нашето судство добро, функционално низ примерот на Монструм, а во исто време да зборуваме дека ни се потребни реформи на судството. Да не се лажеме. Правдата сами ќе мора да ја донесеме во оваа земја. Нема да ни ја донесе ниту еден странски амбасадор. Така е, значи да со корупцијата сами ќе се бориме. Нема да се бори ниту еден странски амбасадор. Само ќе знаеме на тој начин што ќе ги бираме луѓето и ќе ги создаваме постапките како да ги контролираме. И најдобриот без контрола станува корумпиран. Така, тоа е разликата, значи перцепцијата е и идејата на овој нов македонизам е да заокружам Иван, бидејќи ни истече времето. Да се градат вистински институции, тоа е силата на државата, да има еднаквост на правдата или пристап до правдата за сите, да нема корупција или да се намали на драстични рамки и така натаму. Јас сепак добра идејата, меѓутоа сепак мислам дека светот живее во конфликти и најдобрата идеја ќе биде секако предизвикана. Дали имаме ние лидерство кое може да препознае промени, може да препознае кризи и така натаму, тоа зависи од нас самите. Јас Ивон не го викнав за да подели бомбони, Ивон е провокативен политичар или аналитичар, така и овој пат ја извади неговата теза, неговата приказна за тоа како ја гледа државата и што треба да се коригира. Тука ја завршувам денешната анализа, продолжуваме со вестите на Алфа, а утре се гледаме повторно од 6:30. Имајте убав ден. Благодарам за поканата.